По одлуката на Министерството за земјоделство да ја субвенционира зелената нафта, веќе на маса е ставен новиот предлог закон како и на кој начин ќе се распределуваат финансиските средства кои ќе значат помош на земјоделците. Па така еден од предлозите е наместо пари земјоделците за гориво да добиваат електронски бонови. Собраниската комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство на вчерашната седница го прифати предлог законот за изменување и дополнување на законот за земјоделство и рурален развој, со кој се предлага субвенционирање на 50% од трошоците за набавка на гориво за земјоделската механизација и го даде на тамошно читање. Земјоделците во неколку наврати сугерира дека субвенциите за нафтата се од големо значење за нив. Со това да се мотивират младите луѓе да работат на земјоделие. Исто така сакаме еден дел да се субвенционира и бензинот, бидејќи ние наводнуваме со моторни помпи во низинскиот дел, каде што има отворен тип на канали, да се субвенционира и горивото на бензин. Мислам дека оваа мерка е позитивна и мерка која што е застапена во европските држави и кај нас малку касни, меѓутоа пак преку здруженијата, асоциациите се избориме и владата има слух да го чува нашиот глас и се реализира таа мерка. Со новиот предлог закон кој се дополнува законот за субвенционирање, се предлага на земјоделците и на земјоделските стопанства да им се субвенционира 50% од средствата за набавка на гориво, но не повеќе од 100.000 денари по земјоделско стопанство. За набавка на гориво ќе се доделуваат платежни картички со одреден износ. За таа тема во буџетот на Република Македонија се предвидени 310 милиони денари.